Вечерва од 19 часот Роже Федерер и Новак Џокович ќе ги вкрстат копијата во борбата за титулата на завршниот мастерс турнир во Лондон. Во полуфиналето српскиот тенисер беше подобар од Рафаел Надал, додека Федерер со 2:0 по сетови го победи Станислав Вавринка. Вестите од спортот ги подготви и водеше Фросина Ризанковска. 22 ноември 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, ви посакувам добар ден. Со вас е повторно Светлана Коларич и едукативната емисија Безбедна храна, здрава иднина. Денес немам свој соговорник и искрено би сакала да поразговарам, односно да ве воведам или да се обидам да дадам еден дел од студијата за безбедност на храна и исхрана, направена во периодот на 2013 година, а се однесува за периодот од 2020 до 2050 година. Таа е изведена преку сценарија на идните промени и политички одговори и на која е овластена од страна на Генералниот директорат за здравство, DG Sante на Европската комисија, предводена секако од страна на граѓански консалтинг. Целта беше да се идентификуваат критичните предизвици за безбедноста на храна и рамката на исхрана, односно избалансирана храна или пак нутритивна храна. Иднината во ЕУ преку евалуација до 2050 година, како и нивното влијание врз сегашната структура и потенцијалните критични промени во сегашната рамка, неопходна за одржување и на преовладување високи стандарди. Сепак намерата била да се обезбеди еден увид и насоки за развој на идните сценарија за одговор на политиката, иднината, анализата и потребното истражување за развојот. Сепак, студијата е базирана преку широк преглед на литература, преку различни експерти, интервјуа, консултации од големи светски размери на засегнати страни и експерти. При тоа опишани се клучните двигатели на безбедност на храна и исхрана, идентификувани се сценарија развиени врз основа на еден иновативен и партиципативен пристап. И конечно го покажува истражувањето со поврзани потреби. Велат постојат клучни возачи или драйвери на безбедност на храна и исхрана до 2050 година. Тие се идентификувани, меѓутоа и поврзани со неизвестности кои што ја обкружуваат иднината. Брифинзите биле произведени за секој од драйверите со детали за релевантни трендови. Но сепак како главен двигател се идентификувани глобалната економија и трговија. Глобализација на трговијата со храна и добиточна храна, зголемување на бројот на земји опфатени со договори за слободна трговија, новите економии и ангажирање во поставување на нови стандарди, глобален економски развој, зголемување и повеќе променливи цени на храната, зголемување на притисок за јавни финансии од финансиски и трошоци за здравје и за пензии, зголемување на соработката во поставување на стандарди за безбедна храна, зголемување на соработка во меѓународни форуми, информации и рано предупредување, односно воспоставување на нови системи за рано предупредување во случај на небезбедна храна, зголемена релевантност на приватни стандарди за храна,
зголемени подпирања врз мултилатерални структури и предизвици од мултиполарен свет, понатамошно проширување на Европската Унија, потенцијално заедно со понатамошна интеграција на пазарот, продолжување со реформата на заедничката земјоделска политика, продолжување на консолидација на безбедносна храна и исхрана во рамките на законот, продолжување на предизвиците за спроведување на законот, порастот на важноста на комуникација во врска со безбедноста на храна и исхраната, демографијата, зголемување на глобалната популација, старење, повеќето хронични болести кон кои е склоно населението во Европската Унија, зголемување на миграцијските текови, зголемување на нееднаквоста, потрошувачите, нивниот став и однесувањето, зголемување на глобалната побарувачка за месо, диверзификација и поларизација на исхрана и начин на живот, зголемување на застапеноста на дебелината, интензивирање на вредностите на потрошувачите во однос на храната, стагнирање на нивоа на доверба во јавните органи во Европската Унија, очекуван пораст во користење на биотехнологијата и генетски модификувани организми, зголемување на продуктивноста од други основни технологии на производство како што е аквакултурата, очекуван пораст во користење на нанотехнологија, зголемена медикализација на храна и нови форми на храна, зголемена употреба на информатички и комуникацијски технологии, нова преработка и пакување, зголемување на побарувачката за необновливи извори на енергија, зголемување на недостиг на плодни почви, зголемување на притисок врз водни ресурси, зголемување на недостиг на фосфор, намалување на биодиверзитетот, генетската разновидност и екосистемите, зголемени температури, промена на врнежи, промена на продуктивност на земјоделство во согласност со видот и региони, нови биолошки закани, зголемување на миграцијата на животната средина, новите видови на храна, ризиците, новите катастрофи, зголемување на ризик од пренесување на болести од животни на луѓе, загадување на животната средина и загадувачи се проширени низ синџирот на исхрана, ненамерни последици на технологии на синџирот на исхрана, намалување на земјоделската работна сила, а зголемување на органското земјоделско производство, зголемување на важноста на регионални, локални и алтернативни видови на храна, притисок за зголемено рециклирање и помалку отпад во текот на целиот синџир на исхрана. Сите овие наведени зборуваат за еден глобален проблем, наведуваат дека сите експерти се седнати на една маса и веќе на вистина се разговара за иднината во делот на безбедноста на храна и исхраната. Македонија е само една микроточка која што треба да ги искористи сите овие бенефити и привилегии во однос на креирање на својата политика во делот на обезбедување безбедна храна и соодветна избалансирана исхрана на своето население. Радио Слободна Македонија. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Безбедна храна, здрава иднина. Може би сте се запрашале
иако Република Македонија не е дел од Европската Унија, сепак таа е дел од континентот на Европа. Сепак таа е земја која што увезува производи од европските држави, но исто така има можности да извезува производи од домашниот пазар надвор. Во рамките на Европската Унија има формирано една независна европска инспекција, така наречена ФВО, која што спроведува ревизии, инспекции и сродни ревизорски активности, се со цел да обезбеди дека земјите членки на Европската Унија или третите земји се усогласени со законодавството на Европската Унија, кое се однесува на безбедноста на храна, здравјето на животни, благосостојба на животни, здравјето на растенија и областа на медицинските помагала. Дали се имплементираат и дали се спроведуваат правилно. Ова значи дека граѓаните на Европската Унија уживаат повисоко ниво на безбедност и дека со стоките кои што се тргува се под безбедни услови. Европската комисија има тим од околу 180 професионалци, сите тие се представници од повеќето земји членки на Европската Унија. Тоа е еден хендикеп на Република Македонија, заради тоа што доколку сме член на Европската Унија, тогаш можеби ќе можеме и ние да бидеме дел од тие професионалци. Примарната улога на оваа европска инспекција е да се спроведат ревизии и инспекции на националните власти, да се утврди преку операторите со храна дали ги исполнуваат законските обврски. При тоа самата ревизија кулминира во еден писмен извештај, а извештаите можат да се најдат со кликнување на ревизорски извештаи или на една интерактивна мапа на сајтот на DG Sanko. Канцеларијата исто така произведува еден преглед на извештаи кои што представуваат резиме на серија од ревизии спроведени во некој сектор. Ова обезбедува информации до сите заинтересирани страни и при тоа придонесува за развој на европското законодавство. Врз основа на една мултигодишна програма, секоја година Европската комисија објавува една програма за работа, која што е произведена во соработка со другите служби на комисијата и со земјите членки на Европа. Тимот за ревизија е обично составен од два инспектори, често со присуство на еден национален експерт од органот на земјата членка или пак земјата или трета земја. Собирањето на информации пред ревизија и претходна ревизија се пополнува еден прашалник и при тоа се контролираат голем дел на регионални, локални власти, лаборатории, голем број на придружни посети на фарми, на оператори со храна, на кланици, на трговија на мало и при тоа информациите се собираат за да се обезбеди една серија на наоди кои што на крај ќе произлезат со еден заклучок. Доколку сериозни не се утврдени поголеми сериозни недостатоци, во таков случај се дава препорака која што ќе помогне на надлежните органи за да се превземат корективни активности. А доколку се доволно сериозни, тогаш можат да се превземат од страна на Европската комисија правни мерки, ограничување или пак забрана за движење на стоки или пак животни. Во Република Македонија назад годините секако дека доаѓаат европските инспектори и исто така Република Македонија добива соодветни препораки за да ги подобри своите законски обврски и своите контроли. Може да се пофалиме дека и Република Македонија има објекти кои што извезуваат храна во рамките на Европската Унија. Ќе пробам само преку еден мал пример на увоз на храна по авиони од една 5-годишна студија да изнесам едно количество на храна кое што се фрла, односно се уништува заради тоа што се уште свеста на патниците и нивната одговорност при носење на лични пратки, пред се на месо и млечни производи, секако дека не е на високо ниво и во земјите членки на Европската Унија. Кои механизми ги користат граничните премини? Тоа се
идентификуваат нелегални лични пратки на млеко и млечни производи воглавно преку механизмот на пребарување, понатаму преку скенирање, а исто така можат да се користат и детектор кучиња. При тоа, можеби бројката ќе ве зачуди, заради тоа што во личниот багаж за влез во Европската заедница во 2008 година пронајдено е дури 70.000 килограми, додека пак во 2009 година се пронајдени околу 82.000 килограми. И оваа бројка сите овие години, 2012 и 2013, е некаде околу 70.000 килограми. Ова е навистина фрапантна бројка и најголемите количини на месо и млечни производи се конфискувани или уништени во Шпанија, Велика Британија и Германија. Меѓутоа, најредовно е утврдено дека се превезувало илегално месо и млечни производи кои што доаѓаат од Турција, од Русија, од Украина, од Кина и од Бразил. Инаку извештајот за контроли на увози на овош и зеленчук покажува дека системот за заштита на европските потрошувачи на вистина работи. Во 2015 година се објави извештајот за резултатот од пратките кои што се контролираа при увоз 2014 година. Резултатите се на вистина фрапантни, односно направени се околу контроли на речиси 100.000 пратки, над 11.000 од овие пратки биле испратени на лабораториски анализи, што резултирало со 496 пратки да бидат спротивни во однос на законодавството на Европската Унија и е спречено да влезат на пазарот на Европската Унија. Извештајот покажува дека зголемено ниво на контрола на овошје и зеленчук е на вистина игра важна улога во заштита на потрошувачите од потенцијалните ризици за безбедност на храна. Дури некои производи, за да се постигне задоволително ниво на усогласеност, се отстранети од листата на увоз наменети за контроли. Кон оваа листа за забрана исто така се приклучи и Република Македонија. Забрането е помелото од Кина. Тоа е овошје кое што е тестирано и најдени се остатоци од пестициди, портокали од Египет кои се исто така тестирани на пестициди, босилек од Тајланд кој што е тестиран на остаток од пестициди, кари од Индија тестиран за афлатоксин, сушени тестенини од Кина каде што е најден алуминиум, замрзнати јагоди од Кина каде што се најдени вируси од типот на хепатитис А и норовирус, босиле кинане од Тајланд каде што е детектирано присуство на салмонела. Понатаму трпезно грозје од Перу каде што се пронајдени остатоци од пестициди, лозови листови од Турција, остатоци од пестициди, бетел лисја од Индија и Тајланд каде што е утврдена салмонела, сусам семиња од Индија, ензими од Индија каде што е утврден хлорамфеникол, кикирики од Судан, утврден афлатоксин и суви кајси од Турција. Сите овие извештаи се достапни преку системот за брзо известување, а можат да ги погледнат и сите потрошувачи консументи на храна. Радио Слободна Македонија. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Проблемот со безбедност на храна и исхрана на населението во светот на вистина е веќе еден глобален проблем. И секако оваа година, на 2 ноември 2015 година, се одржа еден трилатерален состанок за безбедност на храна помеѓу Соединетите Американски држави, Европската Унија и Народна Република Кина. Сепак, земено е во предвид дека на вистина имаме една глобализација на трговијата со храна, како и проширување на синџирот со снабдување со храна.
Препознаена е светската димензија на проблемите со безбедност на храна. При тоа висок приоритет се дава на прашањето поврзано со безбедност на храна. Целта е интензивирање на соработка помеѓу Соединетите Американски држави, Европската Унија и Народна Република Кина, се со една цел – да се заштити здравјето на потрошувачите. Но од друга страна се признава важноста на безбедност на храна како еден клучен елемент за здравјето на потрошувачите. При тоа договорено е една заедничка во духот на отвореност, меѓусебно запознавање и пред се градење на доверба, да се признае потребата за понатамошно подобрување на соработка, односно да се признае потребата за размена на информации за безбедност на храна, при тоа научни и технички размени на прашања поврзани со безбедност на храна, како и зајакнување на регулаторната соработка на капацитетите за да одговорат заеднички на проблемите за безбедност на храна и воспоставување на заеднички состаноци или пак други состаноци од типот на форуми и едукации, се со една цел врз основа на потребите, како и поттикнување на учество на сите релевантни агенции кои што имаат одговорност за прашања поврзани со безбедност на храна. Пристапот до доволни количини за безбедна храна и избалансирана храна е клуч за одржување на животот, а исто така и клуч за унапредување на доброто здравје. Небезбедната храна содржи штетни бактерии, вируси, паразити или хемиски супстанци и предизвикува повеќе од 200 болести, од една обична диареја се до рак. Алиментарната болест влијае врз милиони луѓе годишно, вклучувајќи при тоа и многу деца. Безбедноста на храна и исхрана се неразделно поврзани. Небезбедната храна создава еден магичен круг на болести, а додека неисхранетоста пресека и доенчињата, малите деца, старите лица и болните исто така доведува до болести. Болестите го попречуваат социоекономскиот развој, при тоа се напрега здравствениот систем, а исто така се штети на националната економија, се штети на туризмот, се штети на трговијата. Синџирите на снабдување на храна се повеќе надвор од националните граници, но една добра соработка помеѓу владите, помеѓу производителите и потрошувачите помага во секој случај да се обезбеди и побезбедна храна. Алиментарните болести обично се заразни или се со токсични по природа. Се предизвикани, пак ќе споменам, од бактерии, вируси, паразити или хемиски супстанци кои влегуваат во нашето тело преку контаминирана храна или контаминирана вода. Алиментарните патогени можат да предизвикаат една сериозна диареја или пак можат да доведат и до ослабувачки инфекции, вклучувајќи го при тоа менингитисот. Хемиското загадување може да доведе до едно акутно труење или долгорочна болест, како што е болеста на во моментот ракот. Алиментарните болести можат да доведат до траен инвалидитет и до смрт. Примери на небезбедна храна има навистина многу. При тоа земајќи ја во предвид храната од животинско потекло, но од друга страна и храната од неживотинско потекло, односно овошјето и зеленчукот, како и морската храна, школките и алгите кои што можат да содржат морски биотоксини. Накратко ви спомнала дел од бактериите. Салмонела, кампилобактер, ентерохеморагична ешерихија коли,
се меѓу најчесто патогените алиментарни инфекции кои што влијаат врз милиони луѓе годишно, понекогаш со многу сериозни и фатални исходи. Иако симптомите се треска, главоболка, гадење, повраќање, болки во стомак и диареја. Примери на храна во кои се вклучени во случаи на салмонела се во главно јајца, живина и други производи од животинско потекло. Случаи на алиментарни инфекции со кампилобактер главно се предизвикани од сурово млеко, сурово или печено пилешко и вода за пиење. Додека ентерохеморагичната ешерихија коли се поврзува со непастеризирано млеко, со печено месо и свежо овошје и зеленчук. Листеријата е инфекција која што води кон непланиран абортус кај бремените жени или пак доведува до смрт кај новороденчиња. Иако појавата на болеста е релативно ниска, тешка, а понекогаш со фатални последици за здравјето, особено кај доенчињата, децата и постарите лица, сепак се брои меѓу најсериозните алиментарни инфекции. Може да се најде во непастеризирани млечни производи и разни готови храни и може да прерасне исто така при ладење во обичен фрижидер. Вибрио ги заразува луѓето преку контаминирана вода или храна. Тоа е вирус, а симптомите вклучуваат болки во стомак, повраќање и обилно водена диареја, која што може да доведе до сериозна дехидратација и можна смрт. Оризот, зеленчукот, чорбата од просо и разни видови на морска храна се типични примери и каде што имало епидемии од вибрио колере. Антимикробните средства, како што се антибиотиците, тие се од суштинско значење за лекување на инфекции предизвикани од бактерии, но нивната прекумерна употреба и злоупотреба во ветеринарната и хуманата медицина се поврзува со појава и ширење на бактерии отпорни, рендерирање на третманот на заразни болести неефикасно кај животни и луѓе. Отпорните бактерии влегуваат во синџирот на исхрана преку салмонела, например, кај кокошките, така да навистина антимикробната резистенција е една од главните закани за модерната медицина. Радио Слободна Македонија. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Ке продолжам со биолошките опасности во храна и сметам дека не сум досадна заради тоа што на вистина преку едукација може само да превенираме нивна појава. Заради тоа што на вистина превенцијата е многу подобра во однос на лекувањето на истите. Од делот на вируси често пати ги сретнуваме норовирусите, односно инфекции кои се карактеризираат со гадење, со експлозивни повраќања, со пролив и болки во стомак. Додека вирусниот хепатитис А може да предизвика долготрајни болести на црниот дроб и при тоа се ширејќи се типично преку сурови или печена морска храна или контаминирани сурови производи. Меѓутоа и заразените ракувачи со храна честопати се еден добар извор на контаминација на храна. Паразитите исто така се во биолошки опасности и некои паразити, како што се например трематодите, се пренесуваат само преку храна, а додека ехинококус, тој може да ги зарази луѓето преку храна или пак директен контакт со животни. Други паразити кои што можат да се пренесат преку храната се аскарис, криптоспоридиум, ентамеба хистолитика или джардија. Влегуваат во синџирот на исхрана преку вода или почва и притоа ги загадуваат свежите производи кои што човекот ги консумира.
Прионите се инфективни агенси кои се составени од протеини и тие се единствени по тоа што се поврзани со специфични форми на невродегенеративно заболување или пак говедска спонгиоформна енцефалопатија или така наречено кравјо лудило. Тоа е болест прион кај добиток, поврзани со варијанта на Кројцфелд-Јакоб, болест кај луѓето. Консумирањето на производи од говеда, кои содржат специфичен ризичен материјал, на пример мозочно ткиво, е најверојатниот пат на пренос на прион агент за луѓето. Интересен фактот е дека велат во иднина количината на протеини кои ќе бидат потребни за исхраната на луѓето ќе биде намалена. Се бара замена. Заменските протеини можат да се најдат во голем дел на инсекти кои што можат да се употребуваат во исхраната на животните и исхраната на луѓето. Но при тоа исто така е направена една студија во рамките на Европската агенција за безбедност на храна, односно ЕФСА, која што студија укажува дека дури и овие инсекти кои што представуваат многу добар извор на протеини за исхрана на животни и исхрана на луѓе, постои можност да при консумирање на овие производи повторно се јават приони, односно инфективни агенси кои што можат да доведат до овој вид на болести кои што ги споменав. Химикалиите се можеби и предизвикуваат најголема загриженост за здравјето, пред се природните токсини, како и загадувачи на животната средина. Од природните токсини ќе ги вброиме микотоксините, морските биотоксини, цијаногените гликозиди и токсини кои се случуваат во отровните печурки. Суровината како пченка или како житна култура може да содржи високи нивоа на микотоксини, како и охратоксин и афлотоксин. Но подолгорочната изложеност може да влие негативно на имунолошкиот систем и нормалниот развој или да биде една од причините, односно каузите за рак. Перзистентни органски загадувачи се соединенија кои што се акумулираат во животната средина и човечкото тело. Како познати примери се диоксините и полихлорираните бифелини, кои што исто така имаат несакани нуспроизводи од индустријски процеси и согорување на отпад. Тие се наоѓаат во светот во областа на животната средина и се акумулираат во синџирите на храна од животинско потекло. Многу се отровни диоксините и предизвикуваат репродуктивни и развојни проблеми, оштетување на имунолошкиот систем, а доколку се промешаат со хормони, исто така ќе бидат кауза за рак. Тешки метали како олово, кадмиум и жива предизвикуваат невролошки оштетување и оштетување на бубрезите. Контаминацијата со тешки метали во храната се јавува воглавно преку загадување на воздух, вода и почва. На развојот на светот и безбедност на храна, сепак, безбедното снабдување со храна и поддршката на националната економија, трговија и туризам придонесува за безбедност на храна и исхрана, се со цел да се подкрепени со еден одржлив развој. Секако урбанизацијата и промените во потрошувачките навики, при тоа вклучувајќи ги патувањата, ја зголемува и бројката на луѓе кои што јадат храна подготвена на јавни места. Но самата глобализација предизвика изголемена побарувачка на потрошувачите на еден поширок спектар на храна, за разлика од минатото, што резултира во се повеќе сложен и повеќе глобален синџир на исхрана. Како што светската популација расте,
интензивирањето и индустриализацијата на земјоделството и животинското производство се со цел да се зголеми побарувачката на храна, создава можност, но исто така создава и предизвик за контролата на безбедноста на храна. Климатските промени предвидуваат дека истите тие ќе се одразат на безбедност на храна, пред се каде што имаме големи температурни промени кои што ќе ги менуваат и ризиците поврзани со безбедност на храна, како и производството на храна, складирањето и дистрибуцијата. Кај овие предизвици се става се поголема одговорност на производителите на храна, се со цел да се обезбеди безбедност на храна, но локалните инциденти можат брзо да се развијат и во меѓународни итни случаи, поради должината на брзина и обсек на дистрибуција. И при тоа може да се јават сериозни епидемии на алиментарни болести, кои што се случуваат на секој континент во изминатата деценија, а често пати заради засилена, повторно ќе спомнам, глобализација на трговијата. Нема да заборавам, да не го спомнам, меламинот во 2008 година, кога кај се јави проблем кај 300.000 доенчиња и мали дечиња, 6 од нив починаа само во Кина. Во 2011 беше проблемот со Ешерихија коли, и тоа ентерохеморагична, во Германија, каде што се поврзуваше со контаминиран ракулец, каде што се пријавени 8 случаеви во Европа и Северна Америка и некаде 53 смртни случаи. Но исто така големи беа и загубите во земјоделието и во индустријата. А исто така беше неопходна и итна помош од страна на Европската Унија. Небезбедната храна представува глобална закана по здравјето на човекот. Ве повикувам сите заедно да се вклучиме во синџирот на исхрана и заедно да учествуваме во контролата за производство, манипулација и јадење на безбедна храна. Тука е крајот на денешната емисија. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Светлана Коларич. Денеска е 22 ноември 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Слушајте не повторно идната недела во периодот од 14 до 15 часот. Пријатно попладне, драги слушатели. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.